Добар ден, денеска сме во Делчево со кампањата Обновата пред вашиот дом. Целта на оваа кампања, како што и претходно ја ме кажано, е да ги слушнеме проблемите на граѓаните, да ја видиме реалноста во која што се живее и во Делчево. Таа реалност која што ја гледаме е повеќе од тешка, од мачна. Луѓето се среќаваат со сериозни проблеми, со немаштија, со се помалце работа. Пазарот, за жал, од недела на недела очигледно е попразен и попразен. Ова е реалноста во која што живеат луѓето во Делчево и ова е реалноста која што после 12 април мораме да ја промениме. Обновата доаѓа. На 12 април народот ќе го казни владењето на оваа ненародна власт, која што 3 години се занимава само со уништување на се што е македонско, со уништување на економијата, со уништување на патриотството, со уништување на националното, така да после 12 април народот јасно и денеска ни порача дека обновата доаѓа. Верувам дека во Делчево луѓето се свесни што треба да направат на 12 април. Пораките кои што денеска не ги пратија е дека очекуваат од нас конечно да дојдат на власт луѓе кои што честно ќе се занимаваат со политиката, кои што ќе ја вратат надежта кон народот и луѓе кои што ќе обноват Македонија. Живееме во една реалност во која што девалвирано и девастирано е целото општество, сите пори на општеството. Девалвирано е образованието, девалвирано е здравството. Економијата е урнисана. Затоа на 12 април избори мора да има. На 12 февруари изборите мора да бидат распишани. Ако не бидат распишани изборите на 12 февруари, СДСМ и Зоран Заев ќе ја втурнат Македонија во уште посериозна и уште поголема криза. И тоа е главната причина заради која што не може да не се распишаат изборите на 12 февруари. Одстапка од распишување на избори ВМРО-ДПМНЕ нема да направи и одстапка од одржување на избори на 12 април ВМРО-ДПМНЕ нема да направи. Изборите ќе се случат и народот ќе си го каже своето на 12 април.